Ние како општество, како заедница, наша обврска и наша цел е да најдеме начин како да им помогнеме на овие лица, затоа што мораме да ги интегрираме во општеството. Тоа е наша должност и мора да најдеме начин да уведеме една инклузивност во образованието. Пред се, тоа е основата на целата ова работа, понатаму да се тргнат сите бариери кои што допринесуваат на овие лица со попреченост да не можат целосно да одговорат на предизвикот во животот што следува пред нив. Исто така, освен општествената одговорност на институциите кои што се грижат за овие луѓе и индивидуалниот дел на сите граѓани, треба да се вклучиме сите заедно, да им помогнеме, затоа што нашата, тоест инклузивноста на овие лица во општеството е неминовно за подобро општество за сите нас и за нив како лица со попреченост. Исто така мора да најдеме начин како да ги изведиме пристапните патишта до институциите каде што треба да бидат вклучени овие лица, каде што имаат потреба, затоа што тоа е основа на нештото. Во оваа прилика сакам да кажам дека како општина Прилеп стоиме на располагање на сите овие предизвици што стојат пред нас и за наредната година, сакам посебно да го истакнем, имаме план да направиме проект за сите пристапни патишта до институциите да ги овозможиме во нашиот град, во смисла на пристапните рампи и пристапните лифтови во сите оние институции од јавен карактер каде што има потреба овие лица со посебни потреби, тоа е попреченост. Еве, како што рече градоначалникот, одбележуваме еден ден за лицата кои се попреченост. Се разбира дека не треба да биде тоа еден ден, тоа треба да биде секој ден. Имајќи во предвид дека во Центарот за социјална работа, иако немаме целосен регистар, би рекол, на такви лица, сепак само во дело на посебниот додаток имаме повеќе од 550 деца кои се активно регистрирани и евидентирани како лица за кои исплаќаме таков износ. Убаво е да напоменам дека ние во Прилеп имаме веќе два дневни центри. Првиот центар е дневниот центар за лица со посебни потреби, кои веќе 15 години како прв центар во државата беше отворен, а оваа година благодарение и на програмските активности на локалната самоуправа, посебно градоначалникот, беше повторно отворен вториот дневен центар за лица со заболени од церебрална парализа. Очекуваме нова законска регулатива која во секој случај ќе го надогради квалитетот на она што досега го имаме во дело на припомош на оваа категорија на лица, но факт е дека лицата кои се згрижувачи се лица, односно семејства кои имаат дефинирано одредена услуга која ја бара државата и за тоа плаќа. А она што значи биолошко семејство, значи нешто друго и во тој дел државата и како припомага, ама никако да ги воспостави истите критериуми од причина што тоа не е исто.